Секторот за месо е еден од најважните во Европската Унија во делот на земјоделието. Половина од фармите во Европската Унија имаат домашни животни. Говедското и телешкото месо, свинското, пилешкото месо и овчото и козјото месо представуваат 1/4 од целото земјоделско производство во Европската Унија. Месото е главен извор на протеин, а европските политики во месниот сектор се направени да го охрабрат и поддржат производството на безбедно, хранливо и достапно месо. Но Европската Унија е и најголемиот увозник на храна во светот. Правилата на увоз на месо и месни производи се целосно хармонизирани со актите на Европската комисија во име на сите земји членки. За безбедноста на храната во Европската Унија е задолжен Генералниот директорат за безбедност на храната. Во оваа насока, целта на политиката на Европската Унија за безбедност на храна е заштита на здравјето на потрошувачите и нивните интереси, преку гарантирање на изедначен процес на еден пазар. За да ги задоволи овие цели, Европската Унија обезбедува контролните стандарди да бидат воспоставени и да се применуваат при хигиената на производите, здравјето на животните, здравјето на растенијата и намалување на ризиците од загадување од надворешните фактори. Ги пропишува правилата за соодветно етикетирање на прехранбените производи. Оваа политика во изминатите 10 години доживеа реформи со спроведување на пристапот од фарма до вилушка, кој гарантира високо ниво на безбедност на храната во рамки на Европската Унија, на сите нивоа на производство и синџирот на дистрибуција. Овој пристап се однесува и на производите произведени во Европската Унија и на оние кои се увезуваат од трети земји. Македонската месна индустрија е се поконкурентна и неколку компании мощно успешно го освојуваат и балканскиот пазар. Најголем проблем им е суровината која што главно ја увезуваат. EU Farmer беше во посета на Микс Свети Николе, компанија која што со свинско месо се снабдува исклучиво од домашните фарми. Во Микс Свети Николе, една од најстарите компании во индустријата за преработка на месо во Македонија, со цел што повисок квалитет на производите се набавуваат врвни суровини само од домашни производители и од проверени еколошки здрави подрачја. Тие свињи се купени од дел од слободниот пазар, од фармери кооперантски односи, дел работиме со Зик Пелагонија и Агрија, тоа се фарми комбинати што имаме соработка долгогодишна. Значи тоа е се фармерско производство, квалитетна свиња, генетика добра и добар квалитет. Со Јуниско исто се наоѓаме дел од слободниот пазар, значи кооперанти кои имаат нудат, се одат се купуваат, иначе дел земаме од Агрија и од Зик Пелагонија. Имаме долгогодишна соработка со Зик Пелагонија. Значи претежно јунишкото месо што се работи, пошто работиме за армијата, исто значи месо свежо, разладено и свинско и јунишко. Значи тоа мора да биде исклучиво наше, од наше македонско потекло, од наши фарми и со тоа. Малку е потешко, недостаток е на јунишко месо у глобала во целата наша држава за јуне, меѓутоа рачунаме дека тоа ќе се надмине во догледно време. Процесот од кланица продолжува во оделот за примарно производство, каде што се врши конфекционирање на свежото месо. Модернизиран е и опремен според сите стандарди кои ги пропишува Агенцијата за безбедност и храна, а што се барани од Европската Унија. Во оваа просторија се одвива моментално конфекционирање, што значи пандлување, откостување на свинското месо по категории и по артикли. Се врши, значи самата фаза е откостувањето, тамо ни идат полуците од коморите за разладување, значи откостување на истите половинчи, припремање за експедитирање во понатамошна продажба. Што значи, се врши одвојување на бут, плешка, кременадла, врат, ребра. Значи, сето она микроконфекција што ќе го потражите во малопродажните објекти на Микс Свети Николе и се работи за свежо, значи свинско, а исто се работи и за говедско, кога имаме говедско и јунишко месо, се работи во овие погони. Капацитетот, вели Павловски, кој во МИК работи цели 28 години, зависи од потребите на пазарот. Кога работиме со полн капацитет, може да обработиме и по 50 свињи на час. Капацитетот на овој погон е негде околу 200 свињи дневно конфекција, микро.
Иначе кланицата може да направи и повеќе, значи 50 свињи за час, негде околу 300 до 400 свињи може да направиме денеска, ако работиме само колење. Ако работиме пандување, значи капацитетот на ова оделение, на овој погон е негде околу 200 половинки, тоа што значи дека, мислам 200 свињи, што значи дека 400 половинки може да се испандуваат. По откостувањето и конфекционирањето, месото се пакува во гајби, се врши етикетирање, декларирање, мерење на вага и потоа се испреќа до продавниците. Дел од месото оди во погонот за подготовка на полутрајни производи, сувомеснато и кобасичарски производи. Најголем дел од суровината и во овој погон е од домашно производство, односно од месото што се обработува во МИК, вели Даниела, оперативен технолог, раководител на оделението за преработка. Тука суровините кои што доаѓаат, и то доста голем дел од нашата кланица, а другиот дел па доаѓа од контролирани и долгогодишни добавувачи од Германија и Аустрија. Значи, и ги претрпуваат, механички се обработуваат во комбинација со адитиви, зачини, кои што се одобрени нормално од Министерството за здравство и се приготвуваат во облик на смеси за полнење. Полнењето се врши во најсовремени полнилки и во најголем дел во природни црева или во колагени црева за јадење. Во овој оддел се процесираат суровините стриктно според меѓународните стандарди. Инаку во нашето производство, значи, ние имаме имплементирано и сертифицирано ХАСАП принципите и ги применуваме процедурите кои што по законов донесен во 2008 сме заобавезни. Мада ние со ХАСАП системот се сретнавме уште неколку години пред тоа, кога го сертифициравме само еден дел од нашето производство, а тоа беше конзервниот дел, кај што изработуваме, мислам, се изготвуваат готови јадења и конзерви од типо на паштети, гулаши, гравче со хамбуршка сланина и така натаму. Секоја процедура кореспондира со барањата за сигурност, квалитет и хигиена наложени од Европската Унија и европските стандарди, зашто во МИК Свети Николе овој објект бил и комплетно реновиран. За да се достигнат, значи, барањата на европските легислативи од 2004 година, значи, се пристапи кон комплетно реновирање на објектот и дел од средствата, поголем дел од средствата се сопствени, меѓутоа еден дел од средствата се и одобрени и добиени со конкурирање во ИПАР програмата. МИК Свети Николе има најдолга традиција во месната индустрија во Република Македонија. 50 годишното успешно работење на компанијата стекна мощне висок авторитет и репутација кај нејзините купувачи. Покрај широката палета на производи во МИК Свети Николе, компанијата има и сопствена дистрибутивна мрежа, како и 50-тина нејзини дуќани каде што ги пласира сопствените производи. Сите произведени продукти се чуваат во соодветни магазини и комори пред да бидат испорачани на пазарот. МИК Свети Николе располага со складиштен простор за длабоко замрзнување на 800 тони месо и складиштен простор со температура до плюс 4 степени за уште 300 тони. Во одделението за производство на конзерва се произведуваат паштети, готови јадења, сендвич појадоци. Тука како што може да видите, значи се произведуваат полутрајните сувомесести и кобасичарски производи. И тоа кога мислиме кобасичарски, мислиме производите од типот, значи, на вичли, кобасици, посебни колбаси, шунки, а од типот на сувомесестите производи, значи мислиме на димено печените производи од цели парчиња месо, како што се димени вратови, печеници, хамбуршки сланини и така натаму. МИК Свети Николе има сопствена лабораторија која секојдневно и редовно врши органолептичко, хемиско и бактериолошко испитување на квалитетот на готовите производи и суровините. Во оваа фабрика постои долго време лабораторија, значи уште од нејзините почетоци, каде што се користат, значи, веќе докажани методи за присуство на одредени бактерии кои што можат да бидат, значи,
чието присуство може да биде ризик, значи по здравјето на потрошувачите. И како дополнителна сигурност за нас, вршиме ние испитување во нашата лабораторија. Значи имаме уште една контрола која што ја вршиме со цел да добиеме безбеден производ. Тука се испитува, значи, квалитето на месото, значи тоа е уствари суровини што доаѓаат на пример од страна, на производите, на меѓупроизводи, на пример од хутер, може некој пат по потреба на технолозите, значи испитува се докај е процесот стасан или дали одговара производот за натамо. Кои параметри ги испитувате? Од параметри се испитуваат процент на вода, мас, протеини, нитрити, фосфати, киселински степен, пероксиден број, сол и други параметри. Освен хемиската лабораторија, функционира и бактериолошката лабораторија во која се прават микробиолошки анализи на производите, на водата, зачините, суровините и така натаму. Тука ние секојдневно, значи, вршиме микробиолошки испитувања на секојдневното производство, значи на готовите производи, полутрајни конзерви, трајни производи, значи од тип на чајна, кулен, суви вратови, печеници. Исто така вршиме и микробиолошко испитување на водата, кое што се користи во тек на производните процеси. Меѓутоа, како потврда за безбедноста, значи, на сите овие производи, користиме и согласно, значи, мониторинг процедурите што се изработени по ХАСАП принципите. Ние праќаме исто и мостри за анализа во акредитирани лаборатории, значи надвор од нашата лабораторија. И тоа секој месец тоа се праќа имаме, значи, тука процедура со која што, значи, се врши мониторинг на контактните површини на готовите производи, нели, како што по новиот микробиолошки правилник се испитува, значи, присуството на листерија моноцитогенез во готовиот производ. И сето тоа, значи, служи како уште една потврда за безбедноста на нашите производи. Работиме исто и трихинела спиралис. Секоја свиња после клањето се зима узрок од диафрагмата. Исто и тоа се испитува секојдневно. Како се тече клањето, така се зима од секоја свиња. Има си посебна вежба и се испитува и трихинела спиралис. Со новите европски регулативи кои стапија на сила на почетокот од 2013, се прогнозира дека ќе дојде до зголемување на трошоците за одгледување на свињите, бидејќи се налагаат нови услови за подобро одгледување. Падот според аналитичарите треба да се движи од 3 до 7% во производството на свинско месо. Главните фактори за тоа се новите регулативи и временската рамка во која тие треба да се имплементираат. Нутриционистите се повеќе го препорачуваат пилешкото месо во исхраната, но за жал кај нас имаме постојан недостиг на свежо пилешко месо, па принудени сме да увезуваме околу 90%. Лошата финансиска состојба во која се најдоа поголемите фирми во Македонија придонесе дел од производствените погони да се затворат, а евидентно е и намалувањето на сточниот фонд. Производството на свежо свинско месо во Македонија, според некои податоци, е намален дури и за 50%. Оваа состојба предизвика минатата година драстично да се зголеми увозот на свинско месо. Ништо подобра не е состојбата и со увозот на пилешко месо. Домашните производители велат дека се соочуваат со ситуацијата во која тие не можат да извезуваат пилешко, а Македонија увезува од повеќе земји, па затоа бараат интервенција на државата во овој сектор. Кај нас, месото и преработките од месо сочинуваат добар дел од исхраната. Факт е дека она што се нуди на пазарот е со солиден квалитет, но секогаш може подобро. Професорот Пејковски од Факултетот за земјоделски науки и храна 20 години се занимава со научно-истражувачка дејност, посветена на подобрување на квалитетот на некои преработки од месо, со употреба на природни адитиви, а со цел да се намали нивното штетно влијание врз здравјето на луѓето. Акцентот е ставен на заштита на здравјето на потрошувачите. Предметот на истражувањето во изминативе 20 години намалување
и замена на некои штетни по здравието адитиви кои се користат во индустријата за месо. Например, нитритите, фосфатите, па дури и готварската сол, која ако се додаде во поголеми количества може штетно да влијае врз здравието. Потоа замена на животинските масти со растителни масла со цел заштита пак на здравието на потрошувачите, инкорпорирање на растителни влакна во постоечките рецептури, модификација, примена на протективни култури сега во поново време за да се избегне употребата на адитиви од хемиско потекло. Кои се предностите, а кои негативните влијанија на употребата на адитивите врз храната? Па вака, без адитиви современото производство не би можело да се замисли, не треба толку и потрошувачите се плашат од сите адитиви, бидејќи да се овозможи перманентно снабдување на населението од големите градови со секогаш свежа суровина, која ќе одговара и ќе трае подолго време, значи квалитетот ќе го задржи, не е можно да се направи производ кој ќе биде траен без употреба на адитиви. Сега тоа е предноста, значи зачувување на трајноста, вкусот, бојата, изгледот. Меѓутоа нормално се јавуваат и негативни ефекти доколку се претера или нестручно ако се работи со адитивите. Еве готварската сол. Законодавството не го ограничува количеството на готварска сол кое се додава во производите од месо. И предностите од употребата на солта се продолжување на трајноста, подобрување на способноста за врзување на вода. Меѓутоа, од друга страна, негативните страни се ако се претера со употреба на сол, се јавуваат проблеми со здравието, например, претерано исфрлање на калциум преку урината, декалцификација на коските, потоа зголемување на крвниот притисок, бидејќи повеќе сол ветерана поголемо внесување на течности и задршка на течности, а тоа е веќе голем проблем во светски рамки, високиот крвен притисок, што предизвикува пак срцеви или мозочни удари доколку не се контролира. Потоа болести од типот на рак на желудник или на дигестивниот систем, сето тоа е асоцирано со прекумерно внесување на сол. Па затоа и во Британија, например, се води кампања за редукција на солта во производите од месо, па и во кујните, бидејќи тие пресметале поевтино чини да се действува превентивно, отколку да се лечат последиците кои настануваат како резултат на претераното употребување на сол. Ние сме се обиделе да се намали солта, тоа не е воопшто едноставна задача. Потоа фосфатите, например, како адитиви, тие го подпомагаат врзувањето на водата, одржувањето на стабилна емулзија во производите од месо. Дури го зачувуваат и вкусот на подолг временски период, но претераното внесување на фосфати предизвикува дебаланс на калциум и фосфор, а тоа пак се одразува на деминерализацијата на коските. Добро, професоре, овој теоретски дел ви се овозможува ли практично да го внесете, да го вметнете во меснава индустрија? Ве бараат ли некојаш ве повикуваат на припомог? Веднаш морам да кажам дека кога е во прашање некоја нова работа, преработувачите на месо гледаат со скептицизам на новитетите. Дури кога има симпозиуми, кога има семинари, кога ги повикуваме, тие прво што ќе кажат, па немаме време, нашите технолози имаат обврски, но мора да имаме еден поинаков пристап за да ги натераме, да ги заинтересираме да отпочнат да ја применуваат таа работа. Мојот пристап во работата, јас соработувам со индустријата за месо преку дипломци, преку магистранти, докторанти кои ги реализираат дел од експериментите во индустријски услови. Значи тоа е спој меѓу науката и практиката. Се случило луѓе кои што не верувале дека новитетите може да го поправат производството, откако експериментот ќе биде изведен, конкретно при една магистратура, не сакам да го именувам производителот, откако увиди какви предности има од употребата на стартер културите, во редовното производство ги внесе стартер културите и до ден денешен ги употребува. И Дана Ужевска, која што е демонстратор по предметот месо и преработки од месо, смета дека е многу важно да се применува науката во производството и е задоволна што е во можност да соработува со месната индустрија. Имав среќна околност
истражувањата да ги правам директно во индустрија за месо, значи во индустријски услови. Меѓутоа се надеваме дека по одбраната на магистерскиот труд и презентирањето на резултатите, овие резултати ќе можат соодветно да најдат соодветна апликабилност во секторот за преработки од месо. Ужевска во одбраната на својата магистерска тема сака да докаже дека со употреба на природни адитиви може да се зголеми рокот на употреба на кебапите од 3 на 7 дена. Морам да напоменам дека имам навистина интересна и апликабилна тема, особено интересна за прехранбениот сектор, односно индустријата за преработки од месо. Мојата тема е испитување на можностите за продолжување на трајноста на кебапите. Многу интересна и атрактивна тема, особено во европски размери, што би требало да започне да се практикува и кај нас, затоа што станува збор за производи од обликувано мелено месо, кои што сами по себе, независно дали се додаваат хемиски адитиви или не, имаат релативно кратка трајност, само од 72 часа, значи некаде околу 3 дена. Меѓутоа, како што напомена претходно и професорот, хемиските адитиви сами по себе представуваат ризик по здравието на потрошувачите. И сега целта е овде да се најде соодветна алтернатива на тие хемиски адитиви со употреба на биопротективни култури. Тоа се бактерии од родот на лактобацилус и користење на зачински препарати комерцијални, кои што би ја продолжиле трајноста на производите, значи би имало бенефит на кај потрошувачите и од здравствен аспект, меѓутоа би се добили производи со поголема трајност и со поевтина цена, затоа што овие комерцијални препарати се поевтини од хемиските адитиви. Професорот Пејковски во својата долгогодишна научно-истражувачка дејност сака да докаже дека со намалување на солта, замена на фосфатите и нитритите и промена на монокиселинскиот профил преку инкорпорирање на смеса од растителни масла ќе има поволно влијание врз здравието на конзументите. Поентата е да направиме виршла која ќе биде како лек, која нема да влие лошо врз здравието на потрошувачите, бидејќи производите од месо се озлогласени, ги тргаат луѓето, не сака да ги има на трапезата, бидејќи ги смета за поднаводници нездрава храна. Словенците со одличен маркетинг успеваат да ги продаваат своите вина. Сад имате овде пуно ових. Сега овде имате од овие мали произведувачи кои секој се труди од своја страна, а патот на успехот никој не го знае. Секој треба да го следи својот пат. Македонското вино за цената што се продава на европскиот пазар е убедливо најквалитетно. На London Wine Challenge, каде од конкуренција од над 10.000 вина, само 3% добија златни медали, меѓу кои и најпрестижната, значи ја доби златната медалја Александар 2008. Тоа е единствено вино моментално од Македонија кој што го има добиено тоа признание.